Гледате ново издание на емисијата Трилинг, добре дојдовте. Агресијата на Русија кон Украина продолжува. Опасноста од прошување на воените конфликти и бруталноста на убивањата и уривањата во Украина го прават неизвестен крајот на кризата. Но едно е сигурно, дека ќе предизвика нови геостратешки и политички поместувања. Затворањето на вентилите за газ и нафта, на финансиските трансакции, прекинот на светската трговија, ќе влијаат и врз недостигот на енергенси и храна. Ова е само краток вовед за ова издание на емисијата Трилинг и за мојот прв вечерашен соговорник во емисијата. Извршната директорка на Македонија 2025 и долгогодишна професорка на Универзитетот Американ Коледж. Со Никица Мојсовска ќе разговараме и околу најавите за нови задолжувања на Македонија, со цел за да се санира дел од последиците од економската криза, која произлезе пред се од руската инвазија врз Украина. Добре дојдовте во емисијата. Некои песимистички сценарија предвидуваат спирала на инфлацијата, пад на бруто производството. Што може да очекуваме како рефлексија од руско-украинскиот конфликт? Апсолутно, мислам дека ова е тежок период и за Македонија, меѓутоа и глобално. Не само тоа што ни се случува или што се случува во Украина и Русија, туку секако и ковид пандемијата која што повторно зема замав во Кина, така што тоа несомнено влијае врз глобалната економија, врз инџирите на снабдување, врз производството и така натаму. И на тоа секако се надополнува и овој предизвик кој што го чувствуваме ние, меѓутоа реков и глобално, тоа се растечките цени или инфлацијата. Се наоѓаме во една тешка економска состојба, која што стручно се нарекува стагфлација, значи период на стагнирање на економското производство и растечка инфлација. Тоа е голем предизвик за носителите на економските политики, бидејќи во такви услови не можете да имате или да водите релаксирана монетарна и фискална политика, бидејќи во тој случај го поттикнувате економскиот раст, меѓутоа од друга страна пак ја предизвикувате и инфлацијата. Како би можело да се ублажат последиците од оваа економско па и социјална стагнација? Видете, мислам дека тоа е главно поврзано со, да речам, идеологијата на економската политика или на владеачката партија, односно коалиција, односно што сакате да постигнете. Веројатно, најпрво сакате да ги заштитите граѓаните кои што се од социјално ранливи категории, значи да го подобрите или да го постигнете, да кажам, социјалниот мир. Меѓутоа, мислам дека она што е клучно е и да размислувате на иднината. Мислам дека тоа е главна забелешка во водењето на нашата економска политика и социјална политика во целиот период од освојувањето, што најчесто реагираме или одговараме на краткорочни предизвици, на краткорочни кризи, при тоа не мислиме доволно на иднината. Така, например, секако дека во ред се заложбите за да се заштити животниот стандард на ранливите категории, во овој случај кај нас и на пензионерите, например. Меѓутоа, она што недостасува е како во иднина да поттикнеме побрз економски раст, како во иднина да создадеме повеќе вредност со која што би на еден начин би ги урамнотежиле, би ги вратиле долговите кои што сега очигледно ги креираме. Како да обезбедиме поголем економски раст, а при тоа и да ги менаџираме долговите кои од ден во ден се повеќе растат? Апсолутно сте во право. Значи се работи, наједноставно кажано, имаме буџет во кој што собираме финансиски средства, кој што е ограничен. И сега прашањето е како да ги распределиме тие средства, како да мислиме и на денешницата, односно на краткорочните потреби, а да мислиме на иднината. Или со своите студенти обично тоа го разговараме во форма на како да произведеме поголем колач е буџетот, меѓутоа исто е така и прашањето како ќе го распределиме колачот, кој ќе земе колку од колачот. При тоа, она што мислам дека е клучно, тоа се капиталните инвестиции, тоа се инвестиции во иднината. Она што јас најчесто го кажувам е дека мене најмногу ми пречи тоа што многу малку инвестираме во човечкиот капитал. Значи, нашите расходи за образование од година во година се намалуваат. Минатата година беа околу 3,3% од бруто домашниот производ. Тоа е навистина ниско ниво. Според некои вака пресметки, субвенциите за справување со енергетската криза оваа година ќе бидат скоро на исто ниво колку нашите годишни расходи за сите нивоа на образование. Тоа мислам дека е буквално пример во кој што ние не инвестираме во иднината, туку мислиме на сегашноста. Професор Мојсовска,
да ги следиме внимателно геополитичките случувања и да научиме како да ги промовираме националните интереси во истите. Лесно е да се влезе во колективна хистерија, но што е корист од тоа? Ова го имате изјавено неодамна во едно ваше интервју, но дали со ова што го изјавувате не е во спротивност на европските и пред се македонските политики во однос на паралелата и почитувањето на стандардите НАТО како членка на НАТО и како земја кандидат за членство во Европската унија, со цел единствена надворешна политика. И можеме ли да градиме политика на неутралност во вакви околности? Секоја земја треба да води интерес за своите, да кажам, национални интереси. Значи, од тоа не отстапувам. Дали е тоа лесно? Веројатно не, особено за мала земја, меѓутоа и не само за мала земја. Сега она што се случува на економски, геополитички план, дури низ Европа, укажува токму дека дури и по големите економии, кога функционирате како една заедница, тешко е да се издвоите и тешко е да ги почитувате или едноставно да ги заштитувате своите интереси. Така што секое пристапување кон некоја организација, глобална, меѓународна, значи дека вие треба да играте по некои правила на таа игра, односно да бидете дел од тоа семејство, како што велиме, дали е тоа НАТО или е ЕУ. Меѓутоа, според мене, секогаш има простор да размислувате што е добро за вашата земја и секој еден одговорен и добар лидер треба тоа да го направи, нели? Она што, например, би го кажала во моментов е зошто ние сега почнавме да размислуваме за енергетскиот систем и енергетската состојба. Зошто тоа не сме го размислувале многу години наназад. Сме имале и стратегии на таа тема и така натаму, меѓутоа зошто сега да ги правиме чекорите? Знаете, во вакви тешки и кризни периоди обично грешите во вашите чекори. Тоа се избрзани чекори кои што произлегуваат од сегашната неопходност. Лондонски аналитичари и експерти од Вашингтон пишуваат следува период на брутална економија, санкции кон Русија, но и брзи алтернативи за рускиот газ и нафта. Како една кревка и зависна економија, како што е македонската, може во вакви околности да ја менаџира кризата, а при тоа да не следат вакви ценовни шокови и социјален немир и бунт? За жал, тоа е речиси невозможно, би рекла. Ги следиме состојбите и во самата Европска унија во однос на енергетскиот сектор, на нивните политики и нивната, да кажам, решителност да ја намалат својата енергетска зависност од Русија. Меѓутоа, не може да кажеме дека дури ни во Европската унија постои еден единствен став и еден единствен пристап кон ситуацијата. Тоа можеме да го видиме и деновиве во однос на плаќањето на рускиот газ во рубли. Некои земји веќе најавија дека набрзо ќе го направат тоа, како на пример Унгарија, некои веќе се спремаат тоа да го направат. Значи сепак тоа сакам да го кажам, иако тие сите действуваат заеднички, во заедништво, сепак сите имаат различен пристап кон конкретната ситуација. Некои се прилагодуваат, некои не. Меѓутоа мислам дека прашањето за енергетската зависност и енергетската криза е многу по суштинско и подолгорочно отколку овие моментални шокови или предизвици, бидејќи, например, во самата Европска унија се уште не е утврдено, да речеме, кој е зелен извор на енергија. Така, значи, и тука повторно е она што го споменав, кои се националните интереси. Франција вели дека нуклеарната енергија е зелена, затоа што произведува нуклеарна енергија и има планови за нови нуклеарни централи. Од друга страна, другите земји или Германија вели не, нуклеарната енергија не е зелена, гасот е зелен и така натаму. Значи, сакам да кажам дека во целото тоа заедништво, сепак, секој си ги промовира на еден или друг начин своите национални интереси. Европа е зависна од рускиот газ. Брисел најави и промовираше план дека до 2030 година ќе се обиде да биде независна од рускиот газ. Колку овој концепт на Европската унија е возможен, како вие гледате? Да бидам реална, мислам дека е преоптимистички концептот или желбата да се биде комплетно независен до 2030 година. И не само тоа, туку ќе бидат потребни огромни инвестиции за да тоа се направи.
за кои што не знаеме дали ќе ги дадат, да речам, посекуваните ефекти, нели, свртувањето кон соларната енергија, кон другите типови на енергија кои што се од обновливи извори, секако дека е неопходно, зборам за целиот свет, вклучително и за Македонија. Поштовани гледачи, следите Трилинка, мој соговорник е професор Никица Мојсовска, извршна директорка на Македонија 2025. Професор Мојсовска, денуваме во земјава делегација на ММФ. Што е подобро, кредитен аранжман со ММФ или нова еврообврзница? За да ги санираме дел или да ги облажиме дел од последиците од кризата, а прито и да затвориме дел од долговите кои веќе стасуваат. За мене поважно е зашто ќе се користат средствата, отколку кој би бил изворот на тие средства. Бидејќи ќе се навратам на нашата дискусија од почетокот, важно е дали сега создаваме вредност, креираме вредност која што во иднина би ја користеле или ги трошиме тие средства за покривање, подмирување на тековните проблеми и прашања. Значи, за мене секогаш е важна иднината, бидејќи со сето ова задолжување кое што го креираме, со растење на јавниот долг, тоа значи дека нашите идни генерации ќе треба да го враќаат долгот и мислам дека треба да бидеме многу поодговорни кон нашите деца, внуци и така натаму, односно да не им оставиме толку долгови. Исто како и на ниво на едно семејство, така треба да се однесува и државата. Значи, поважно е дали ќе ги трошиме за средствата за пораз на пензии, за пораз на плати, или ќе ги трошиме за инфраструктура, за патишта, го спомнава човечкиот капитал, значи инвестиции во образованието, бидејќи иднината или идните економии токму се базираат на повисок човечки капитал, нели, на вештини, на знаења, тоа на што води кон прогрес во една држава. Следува ребаланс на буџетот веќе веднаш после првомајските празници влегува во собрание. Според одредени анализи, буџетскиот дефицит би се продлабочил на 6% од бруто домашното производство, а јавниот долг веројатно до крајот на оваа година би достигнал речиси 65% од БДП. Можеме ли овој долг кој речиси перманентно расте да го менаџираме и до кога и како? Значи, буџетскиот дефицит значи дека трошите повеќе од колку што сте создале, меѓутоа тоа не може да биде во некоја недогледност, така мора во годините во кои што имате раст на бруто домашен производ, во кои што економијата е добра, вие да создавате вишок вредност, да создавате заштеди кои би се употребиле во услови на кризи. За жал, ситуацијата е непредвидлива во смисла дека никој не може да предвиди дека еве веќе 3 години, значи прво ќе се соочуваме со ковид пандемија, сега ќе се соочуваме со новите глобални, да кажам, тенденции. Веројатно никој не можел да предвиди што ќе се случи и во смисла дека можеме да штедиме. Меѓутоа мора да дојде периодот во кој што ќе штедиме повеќе или периодот во кој што ќе создаваме поголема вредност. Кај нас очигледно неизвестноста е главен проблем. Вие сте речиси трета година извршна директорка на Македонија 2025, чија или една од главните мисии е создавање на просперитетна економска клима и посилна нација во вакви околности на неизвестна економска глобална криза. Може ли да се прават долгорочни планови? Видете, мислам дека токму она што го прави организацијата Македонија 2025 е веројатно пример за тоа што треба да прават владите за да мислат на иднината. Она што го прави организацијата е големи инвестиции во човечки капитал. Тие се во форма на стипендии за средношколци, за студенти, тие се во форма на обуки за извршни директори. Значи, сето тоа е практично инвестирање во иднината, за кое што зборував во текот на ова интервју. Другиот столб... Дали владите не го слушаат гласот на бизнисот? Другиот столб, само да додадам, на кој што работиме, тоа е токму директна поддршка на бизниси. Значи се работи за консултантска поддршка, менторска поддршка и така натаму, значи како да изградиме посилни бизниси, како да ги направиме поконкурентни бизнисите и да имаат поголема продуктивност. И мислам дека тоа е одговорот за иднината. Значи, најпрво да креирате добро деловно окружување, да создадете човечки капитал и секако да им дадете простор на фирмите и поддршка за да станат попродуктивни и конкурентни меѓународно. На крајот од гостувањето во Трилинг, Стопанската комора и натаму обстојува на ставот дека во државата не се создава кадар за потребите на економијата.
ќе бидеме принудени да увезуваме кадри однадвор, или прашањето ми е најдиректно како да ги задржиме за да имаме квалитетен кадар за работа? Апсолутно, мислам дека веќе сите бизниси се соочуваат од една страна со недостиг или недоволна работна сила. Значи, додека порано за едно работно место аплицира повеќе кандидати, сега многу малку кандидати аплицираат. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем е што кандидатите не ги поседуваат вештините кои што се потребни за бизнисите, и тоа не е нов феномен, тоа е веќе подолги години, меѓутоа тоа е испреплетено сега и со растечки очекувања во однос на платата. Значи имате релативно неподготвени кадри за работа, на кои што им е потребен иницијален тренинг, да кажам, за работа во компаниите, а нивните очекувања за платите се доста високи. И тоа е навистина голем проблем за компаниите. Како да се реши, мислам дека има неколку модели, меѓутоа во една ваква држава мала, сакам да кажам, може да се организира систем во кој што ќе се создаваат кадри потребни за компаниите. Еден од тие начини е секако многу поголема соработка на бизнисите со универзитетите и нивни интервенции во програмите на универзитетите. Второто е преку дуалното образование, кој што се промовира во моментот и заживува, иако јас не сум голем поборник на дуално образование, бидејќи тоа ги прави работниците многу осетливи или подложни на флуктуации во одредена индустрија или на одреден работодавач. Значи, тие мора да имаат и вештини, кои што се модерни вештини кои што би им помогнале да бидат вработливи во многу други компании, не само во една, значи да не зависат од една. Меѓутоа, исто така мислам дека многу поголемо значење треба да добие она што е неформално образование, значи кратки обуки и да се обидеме невработените лица, регистрираните невработени лица, да им дадеме барем одредени вештини, барем одредени знаења, со кои што тие би биле полесно вработливи и искористливи за нашите компании. Меѓутоа е растечки проблемот, значи на недоволна работна сила би рекла. На ова се надополнува и можноста на младите да работат на онлайн платформите за работа, како Upwork. Минатата година излезе истражување во кое што се покажа дека околу 5000 лица, не само млади, морам да кажам, значи работат на една од тие онлайн платформи, значи Upwork, и дека, например, најголемата заработувачка на македонец на таа платформа е $500,000 евра. Значи, тоа не се мали средства и тоа не се лица кои што се недоволно образовани, значи тоа се лица со високи вештини. И при тоа тие лица се надвор од даночниот систем, надвор од системите во држава, значи креираат големо богатство, веројатно и влијаат на потрошувачката во држава, меѓутоа не подлежат никако на оданочување, односно на нашиот даночен систем. Ви благодарам за гостувањето во емисијата и на крајот вашето име влезе во барабанот за можен кандидат за градоначалник за време на локалните избори. Сега ве прашувам, имате политички амбиции? Немам политички амбиции. Останувате во сферата на бизнисот и научната сфера. Да, и се надевам дека вака многу повеќе ќе придонесам за развојот на Македонија отколку вклучување во политика. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам. Поштовани гледачи, тоа беше професор Никица Мојсовска, извршна директорка на Македонија 2025.